Јас паднав и не жали ме, ниту го барај моето име во тревата. Јас паднав за родината, зашто родината света поскапа е од мајка. На мајките, таа е мајка. Жал на Македонија. Телото и го распарчија алчни побеснети пцишта, со кундаци и ками името и го ништа. Јас паднав, но не жали ме, ниту го барај моето име во тревата. Јас паднав за родината, зашто родината света помила е од мајка. На сите сираци мајка, на сите вдовици мајка. Жал на Македонија. Ти само расти и помни, кој ти го уби дедо ти, кој ти го закла татко ти, кој ја обесчести мајка ти, кој ти ја запали куќата, кој ти го украде сонот, кој ти го грабна залакот. А кога ќе ја откопаш мојата стара берданка, не жали дека паднав за родината, туку префрлија нарамо и фатија планината. Над овој гроб не таши, секогаш има и линдени, само да има мажи. Почитувани, сега е 18 часот и 50 минути. Вие ја следите емисијата на Македонски корени со вашите доматини Бети и Јон Треновски. Така, во наредниве минути друштво ќе ни прави нашата и ваша гостинка, доктор Наташа Котлар Трајкова, редовен професор на Институтот за национална историја, научен советник и подпредседател на политичката партија Глас за Македонија. Се надеваме дека нема да имаме проблем со сликата и тонот. Господја Котлар. Добар ден од македонска страна, кај нас е ден, за разлика од вас, кога почнува веќе квичерина. Ноќта, така. Добро и утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ни причинува задоволство, господја Котлар, и чест што сте повторно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и не гледаат. Ви благодариме. И секако дозволете на овој почеток да ви честитаме и посакаме успех за новата ваша заложба со вашата емисија за македонските работи на Вистинска телевизија. Ви благодарам. Таа емисија е замислена да биде форум каде што ќе прозвучи научната мисла. Бидејќи долго време во македонскиот медиумски простор можете да чуете многу нешта, но најмалку наука. Па емисијата е посветена на научните достигнувања, особено на македонската наука, и затоа ја именувавме како книгата, како што ја има насловено и Мисирков, за македонските работи, бидејќи работите се многу и треба да се зборуваат, а сепак се македонски. Така, честитки уште еднаш. Токму така, вистински наслов. Добро ви утро и од мене, господја Котлар. Ви благодариме за прифатената покана. Се надеваме дека и денеска, кои во претходните ваши гостувања ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои не слушаат и гледаат. Да, очекувам исто и јас. Видов дека имаме многу теми за разговор. Така. Во понеделникот заврши 10-тиот самит на председателите од регионот, кој е дел од процесот Брдо Бриони. Председателите на Македонија, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово усогласија една заедничка декларација за забрзано зачленување на регионот во Европската Унија. Како гледате на ваквата декларација? Остварливи ли се очекувањето до 2030 година
земјите од Западен Балкан да постанат дел од Европската Унија, особено ако се земе во предвид скептицизмот на српскиот претседател Александар Вучиќ? Па мислам дека скептицизмот на српскиот претседател Вучиќ има реална основа. Она што нема реална основа е очекувањето 2030 година да биде оној датум кој што би бил оптимален за вклучување на, така да именувам, поранешните југословенски републики заедно со Албанија и Косово. Мислам дека се работи за една демагогија произведена и од меѓународната атмосфера или сцена, а исто така и од локалните владеачки гарнитури на конкретните земји кои што ја потпишаа таа декларација. Затоа што самиот збор декларација, тоа е таков правен документ кој што вие изјавувате определени заложби, но тие заложби немаат облигаторен карактер, односно обврзувачки карактер. А такви документи на овој простор и од овие земји се потпишани многу, а не е реализирано скоро ништо. Да не заборавиме, ние пред 20 години сме сведоци, имаше таков форум и во Солун, нели, за забрзан начин да пристапат земјите од поранешните балкански, односно југословенски земји, заедно со Албанија, меѓутоа тоа оди многу бавно, да не речам и воопшто не се помрднува. А друго, сакам да споменам дека она што го најави претседателот Макрон, па сега се прави еуфорија и лошо толкување на она што го кажа, не е воопшто новина, туку тоа ние го знаеме уште од 2020 година, значи од пред 3 години, кога Макрон ја најави таа нова методологија при зачленувањето и фактички најави дека тој процес нема да биде ниту едноставен, ниту лесен, ниту правичен, ниту принципиелен, ако сака некој да се приклучи во Европската Унија, а ова сега што беше деновиве актуелно од страна на Париз преку изјавата на Макрон и од Брисел преку изјавата на европските политичари, зборува воедно и за сериозна криза во самата Европска Унија, која што сметам дека отпочна со Брекзит. А уште повеќе се комплицираше со започнувањето на руско-украинската војна. Така што мислам дека нема простор за никаков оптимизам. Мислам дека ако секој од земјите се определи да ги реши своите внатрешни работи и своите внатрешни проблеми, ќе има простор и да делува меѓународно, меѓутоа во овој момент не, а особено иритираат изјавите на представниците на власта која во Македонија се представуваат од името на државата Северна Македонија, дека тоа е изводливо и дека треба да се прават уставни измени, и денеска прочитав дека претседателот Пендаровски дури и ни отвара еден нов фронт, наводно дека ако тоа не се случи до ноември со уставните измени и приклучувањето на Македонија на европскиот пат на една побрза лента, тогаш одредени албански општини тоа ќе го стореле самоиницијативно. Мислам дека еден претседател треба да има повеќе разум и едно сенародно однесување, а не му е задачата да пројавува, па дури и мистифицира определени ситуации кои што би настанале. Сепак Македонија е држава и таа треба да си го зачува својот интегритет, а
мислам дека и понатаму ќе зборуваме за една друга ситуација, па ќе ја спомнам во тој контекст. Така, господје Котлар, токму околу изјавите на председателот Стево Пендаровски, како ќе ги прокоментирате двете негови изјави кои во улога на домаќин на овој самит ги даде на пресконференцијата? Едната изјава се однесува на регионалната клаузула при пристапувањето, а другата изјава се однесува за идејата на францускиот председател Макрон за Европа со повеќе брзини во контекст на нејзино проширување. Пред да го слушнеме вашиот став, дозволете да ги слушнеме изјавите на Пендаровски. Во последниве 3 години посебно ние имаме сериозен дебаланс во таа смисла, затоа што билатералниот проблем со Бугарија практично ја покрива, за жал, целокупната традиционална европска агенда за пристапување. Ние се надеваме дека час поскоро тоа ќе се промени. Кога би бил формален предлог доставен до брюселските институции, од оно што го знам, што имам како информација, не би бил прифатен сигурно. Значи немаме причина за загриженост. Повелете, господја Котлар. Знаете, вака. Нема се плашите. Не се плашам. Не. Сега сакав да бидам шеговита, па се воздржав. Ние сме навикнати на вашите шеги, мите во таа шега има многу голема вистина. Да. Најпрвин, господинот има многу голема среќа. Дали на фер или на нефер начин стана председател. Па многу ми наликува на она народната роди ме мајко, фрли ме на бундиште, ама късме да имам. Така што господинот, кој што случајно или со среќа стана председател на државата именувана од 2019-та како Северна Македонија, знае да речи, а потоа и да поречи. Јас не знам кога е правилното искажување на овој господин. Јас сметам и преска дури наговестив дека ако сте председател на држава, тогаш вие нема да гледате што ви препорачува определена партиска групација во државата. Туку ќе гледате што ви наговестува народното расположение. Да се подсетиме дека во Македонија во моментов се направени преку 10 анкети во однос на прашањето дали сме за уставни измени, особено многу по-конкретно за внесување на бугарите во македонскиот устав. Иако е северен, меѓутоа македонскиот народ се определи скоро во огромен процент, еве ќе ја земам најмалата бројка, 70% како нација, иако македонците се изјаснаа дури преку 80%, дека не се за промени со оглед на историското, политичкото искуство на македонскиот народ со овој сосед и особено со оние бугари кои што живеат во Македонија, кои уживаат огромни права, а посегнуваат по македонската историја, јазик, литература, односно идентитет. Така што, оно што го најавува господинот дека воопшто не би било сериозно, навистина е многу сериозно, и би му препорачала, бидејќи сепак ја врши функцијата председател, многу повеќе да го слушни говорот на народот, бидејќи ние декларативно во Уставот имаме и напишано дека сакаме да се изјаснуваме за одредени важни, витални прашања на референдум, зашто ни е скратена можноста како граѓани да се изјаснуваме на референдум. Еве се изјаснуваме на анкети и сметам дека крајно време е овој човек да научи што е председателска функција. Во понеделникот во посета на Македонија беше и германскиот специјален пратеник за Западен Балкан Мануел Сарацин.
во обид да ја убеди нели ВМРО ДПМН, односно нивните пратеници да гласаат за уставните измени. Сарацин оствари средба со власта, но и со опозицијата. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, заедно со подпредседателите Антонио Милошовски и Александар Николовски, на средбата му го повториле ставот дека уставни измени под диктат на Бугарија нема да се случат. При тоа, порачувајќи му дека оваа власт со последните измени на кривичниот законник е далеку од споделување на европски вредности. Како гледате на посетата, односно дипломатската офанзива на Сарацин и неговата порака дека ако не сме ги направили уставните измени, ќе сме останале изолирани? Како гледате и на молбата на Михаел Рот, испратена до пратениците да ги изгласат уставните измени, и секако како гледате на засега цврстиот став на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија околу уставните измени, кој став им го повторуваат на сите оние кои доаѓаат во убедувачка мисија? Вака. Двајцата сепак се представници на германската политика. Од овдека ќе почнам. Без разлика кој каква функција има во моментов, тие се изразители на она што Германија го емитува многу години, па и децении во однос на македонската држава. Ние бевме сведоци само на еден германски амбасадор кој што му доликуваше функцијата амбасадор. Тоа беше Ханс Лотар Штепан. Дури и ја напиша книгата Македонскиот јазик, и кој што врз основа на бројна изворна документација ги поби сите толкувања или наговестувања од страна на нашите соседи по однос на македонското име и македонскиот идентитет и во однос на македонската независност. После Штепан, Германија не ни прати негова вистинска замена. Почнаа да се редат луѓе кои што водат проалбанска и пробугарска, прогрчка политика, бидејќи тие на тој начин ги штитат германските интереси во Европа. Не навлегувам во лукративните работи, дека Балканот е сепак средиште каде што може да се одгледуваат определени растенија, од кои што се прават и некои материи кои што се добродојдени, дали во бела форма или на друг начин. А тие носат пари. Јас и на времето имам пишувано дека, уште кога Ангела Меркел беше канцелар, дека фактички Германија ја наследи старата руска политика во однос на Македонија. Ништо добро, накратко кажано. Ниту пак спонзорирање, истакнување на македонскиот идентитет, јазик, историја, а особено ценејќи ја незината независност. Да не заборавиме дека грчката династија која што се води како данска има сериозни династички врски со германската династија. Зборот ми е за првата Балканска војна, втората и првата светска војна. Така што овие двајца која ќе дојдат, јас им се чудам на овие представници од власта, бидејќи воопшто го немаат менталитетот и психологијата, но и знаењето на нашите претходни политичари. Дури во една Југословенска федерација, во оној социјалистички систем, Крсте Црвенковски знаеше да ги брани македонските интереси и во однос на бугарското прашање и во однос на други прашања. Ама тоа беа луѓе кои што знае да ги бранат македонските национални интереси. Дури и Владо Малевски, авторот на македонската химна, во книгата Синови има оставено порака дека синовите на оваа татковина треба да бидат пожртвувани, борбени, саможртвени, за разлика од неговиот син
Денко Малевски, кој што е апологет на Власт. бугарашката, грчко-филската политика, но не и на македонската. Значи сега ви представувам со какви ликови си имаме работа. Друго, бидејќи ја знаеме веќе констелацијата во Европа, еден вештачки сојуз, како што е Европската Унија, ќе пропадне многу скоро, бидејќи има сериозни своји проблеми, како што беше вештачка творевина СФРЈ, Советскиот сојуз и така натаму. Друго нив на главата им стојат парламентарните избори за во Брисел, нели? И тие се растрчани низ Европа, нешто да постигнат за да можат да добијат и определени гласови во тој Европски парламент во Брисел. И третото што сакам да го истакнам, денови ве прочитав дека европските представници кои што се обиделе да одат во Тунис, туниската влада им рекла воопшто да не ги праќа, бидејќи не сака да разговара со нив. Не само што не ги примила, туку вчера прочитав дека и војводството Монако ги прекинува разговорите со Европската Унија, бидејќи се согласиле дека не може да се согласат. А ги имаат отворено преговорите 2015 година. Ако Исланд може да води своја политика, Норвешка исто така има своја политика, но е богата со природни ресурси, но и Монако, значи може и една македонска држава, ако се исправи на своите вистински постулати, да не им дава гостопримство на вакви ликови. Посебно оној Михаил Рот, не знам дали забележавте, покрај тоа што ќе ни бидат болни промените, фактички тие промени не се болни, тие се ништење. Има разлика од болка и ништење. Ликвидација. Има разлика. Па на сето згора, уште не нарече дека сме мултиетничка држава. Сега јас да ве прашам, каква држава е Австралија? Мултиетничка. Мултиетничка е. Да. Ама Македонија со помалку етнички групи, одошто Србија, одошто Хрватска, одошто Романија и низа други балкански земји, ја именува, замислете каква навреда, мултиетничка, мултиконфесионална. Па Германија да ја видиме колку е мултиконфесионална и колку мултиетничка. И мултикултурна. Па неговата бивша премиерка Ангела Меркел самата кажа дека мултикултурализмот е мртов. И сега, не сакам да користам сурови зборови, некој човек кој што нема појма каде доаѓа и со кого си има работа, си наоѓа за право да не навредува благодарение на политичката врхушка која не владее во Македонија. Токму така. А и таа не навредува, бидејќи него користи името на државата, се викат само нашата држава, нашата земја и па да, се земаат за право. Именувањето дискантрија е веќе така неприфатливо. Или ќе ви дури вчера гледав една карта која што е поместена во учебникот за географија, чинам за 5-то одделение. Замислете, дадени се границите на дискантрија, напишени се имињата на сите соседни држави, а вие не можете ни името на дискантрија да го прочитате, то испаѓа дека ние сме no name land. No name. Так. Има една... Се сакаш кажеш? Околу цврстиот став на ВМРО ДПМН околу уставните измени зборува. Да. Знаете, многу ворете тоа што не сакаат да отстапат под притисок. Тоа е и тоа личи на една опозиција. Так. Мислам, ги имам во предвид целокупните историски нешта кои што се случува и минатата година и така натаму. Меѓутоа, јас ќе си дозволам
сепак доаѓам од светот на науката, да поставам едно прашање. Ако Диктатов е бугарски, не се прифаќа. Ама ако е Диктатов нечи друг, ќе се прифати? Па може би ако има таков друг диктат, нема да го прифатат. Меѓутоа јас не сум да го Може одговорам би тоа ако е, прашање. например... Само предпоставка. Да, значи сакам да им упатам на колегите, знам дека во ВМРО има советници од мојата бранша, многу повеќе да се задлабочат во суштинската одбрана на нивниот став. Јас тоа го поздравувам. Токму така. Меѓутоа, знаете, кога вие сте партија која сте имале власт во определен период, мислам дека можете да срочите и еден многу постамен израз како да ги браните националните и државните интереси. Затоа што Диктатов со она што е подпишано на кога беше 16 јули, мислам, Да. минатата година, веќе диктатот не е бугарски. Диктатот е европски. Европски. Така да мислам дека малку треба да поработат со советниците, иначе јас поздравувам и сакам да обстојат, бидејќи и ние како дел од таа коалиција, иако не сме консултирани за многу нешта, меѓутоа ние ја даваме поддршката, меѓутоа треба да се изгради една постамена која што реплика кон јавноста, бидејќи сепак народот тоа го очекува. Јас сум обичен граѓанин, немам ништо посебно освен својата работа и своето семејство и сакам да почувствувам дека некој сериозно се залага да ми опстане државата во која што живеам и јас и моето семејство. Тука сте потполно во право. Се надеваме дека и ние исто така дека ќе опстанат и и наш предлог е со почесто да излегуваат со изјави дека не попушта не само на овој диктат и на другите. Затоа што ќе ве молам, историски е многу опасно. Другите бидејќи само дел од неговите изјави од изјавите на лидерот кажуваат, а другото не го кажуваат оние другите политички партии. Меѓутоа, ето тоа да оставиме да се го решаваат самите тие. Па мислам дека лидершипот, ако зборуваме, мора да изнајди таква голема сила, енергија и мудрост да се што е опозит власта да го обедини и да го спротистави како моќен фактор на наредните избори. Затоа ова го кажа. Затоа што позитивна критика. Опозиција, не мислам сега само на ВМРО, се што е опозит власта, не најдат можност тие да се обединат, верувајте. Овие што се на власт, бидејќи искрадоја многу пари, многу нешто завладеја, законски, незаконски, мислам дека сериозно треба да бидат прифатени како ривал. Ако некој се опушти дека може да ги победи врз основа на некои податоци од анкетите 2:1, мислам дека реалноста ќе биде многу опасна ако не се работи сериозно на ова нешто. Така, има една народна изрека, сите или повеќето знаат, нов ден, нова нафака, ама во последниве неколку месеци, како последица на она што го ветила ова ненародна влада, иако свеста дека не може да го испорача, а тоа се уставните измени, никна и најновата изрека нов ден, нов странски притисок. Во текот на неделава, во политичка офанзива, како што Бети рече, нагостени дојдоа Сарацин и Михаил Род, за да не убедуваат колку ќе ни било добро кога ќе сме постанеле членка на Европската Унија, ама за да се случило тоа, требало да го направиме последниот чекор и да сме го сменили уставот. Господја Котлар, имаат ли крај европските последни чекори? Зошто од ЕУ ги забораваат нивните акти во кои стои дека ЕУ ќе ги почитува традицијата, историјата, националниот и културниот идентитет на сите држави, не само на оние кои се членки на ЕУ, туку и на оние кои претендираат да бидат. Каква е таа Европска Унија која не ги почитува европските темелни вредности? Дали ЕУ повеќе ви наликува на бирократска машинерија наместо на заедница? Па да, во секој случај. Машинерија е тоа невидена, од каде што определени ликови, благодарение на определени политички
можности ја добиле можноста, мислам, правото да застапуваат или да имаат определена политичка функција во Европскиот совет или во Европската комисија, значи во тие политички хиерархиски структури на Европската унија. Ме прашувате до кога? До оној степен додека ние имаме луѓе кои што не знаат дека први треба да се сакаат себе си, а потоа и да ги сакаат другите. Односно луѓе кои што треба прво да ја сакаат својата држава, својот народ, својата култура, својата историја, а потоа се друго од надвор. Мислам дека нас ни се потребни такви луѓе, исто онака како што е насловот на Јесенин, јунак на нашето време. Нас ни треба јунак на нашето време. Таков јунак јас само гледам во обичниот народ. За жал во политичката сфера не гледам. Може би ќе се изненадам и би сакала пријатно да бидам изненадена. Но да бидеме начисто, лицемерието, ме прашувате за правичноста и принципите на Европската Унија која што ги декларирала. Па мислам дека одамна тие заборавија како ги имаат напишано. Мислам дека ако ги прашате кои им се основните начала, тие не би знаеле што да ви кажат. Кои им се основните начала. Бидејќи гледаме дека строго конзервативно, строго реакционерно делуваат кон јас ќе се зборувам за македонската држава. Ако не им беше срам целото она лицемерие кога се случува настаните нели околу промената на името со поранешниот премиер кој што го имавме, чии иницијали се ЗЗ. Ако не знам вие можеби се сеќавате, јас и ги гледав на улица огромни билборди за бесплатно здравство во ЕУ, за образование во ЕУ како што треба или бесплатно. Мислам, тоа беше една таква тешка демагогија, такво лажење на народот, такво бесрамно однесување, да не знам дали во теков на наредниве децении ќе доживееме. Ако тогаш на тие странски мешетари не им беше срам, зошто да им е срам сега? Ниту нас не зачленија, името ни го смена и сега уште промена во уставот. Значи, тој начин што се бара од нас да го смениме уставот е ништење на македонството. Верувајте луѓе, нема да има македонци, нема да има македонска историја, нема да има македонска култура, нема да остане ни М од Македонија. Можеби ќе си се поделат двата субјекта, едниот од исток и другиот од запад на Македонија, бидејќи историски гледано секогаш биле упатувани во определени моменти против Македонија заедно, како што беа упатувани и оние од север и југ против Македонија. Додека ние не сватиме која е историската, геостратешката позиција на Македонија, ние ќе имаме лоша надворешна политика и затоа ќе доживееме и лош третман од политичарите кои што ни доаѓаат во Македонија. Так, уставните измени се уште се доста актуелна тема. Како гледате на изјавата на пратеничката Даниела Колева од владеачкото мнозинство, поточно од СДСМ, која во една дебатна емисија во контекст на тоа што преку 80% од македонскиот народ, но и мнозинството од македонски граѓани се против договорот со Бугарија и против промената на уставот по бугарски диктат и затоа пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија нема да ги гласаат уставните измени под бугарски диктат. Таа изјави дека не се согласува со таквата констатација, при тоа додавајќи, цитирам, како држава и како народ ние од осамостојувањето имаме една цел и таа цел со најразлични стратегии, со најразлични форми, гледаме да ја спроведеме. Тоа што оваа влада го има направено е членство во НАТО.
Значи, сме виделе дека тој начин функционира. Завршен цитат. За какви најразлични стратегии и форми зборува таа? Како ќе ги оквалификувате сите оние кои работат спротивно од волјата на македонскиот народ и македонските граѓани, а од друга страна велат дека работеле за нивно добро? Знаете, јас сум историчар и ќе се обидам од тој аспект да ви одговорам. Мислам дека господјата треба да знае, прво кога се обраќа во некој медиум, па бил и партиско-политички, требала да знае што зборува. Друго, во една вода два пати не се влегува. Кога се случуваше референдумот, кога се носеше уставот на првата независна македонска држава, 91-та година, навистина ние како граѓани, како жители на македонската држава се определивме дека во наше стратешко идно однесување би било и приклучувањето кон Европската Унија. Но тоа беше 91 година. Тоа не беше пред Лисабонската декларација, каде што ни беше забрането името. Тоа не беше после тоа следеа 2001 војната. Една фингирана ситуација која што ни се случи и која ја демантираше сериозно изјавата на Киро Глигоров за оаза на мирот. Станавме оаза на борбата и хоророт. Тоа после тоа следеше она 2004 каде што САД не призна под нашето уставно име за да се протне она ѓаволска административна управа, административна организациона на Македонија, каде што дел од македонските општини стана и албански. Мислам на Китево и на Струга. Да. Тоа беше определувањето да видиме сега што ни се носи после тоа. Имавме огромни перипети, иако имавме наговестувања, меѓутоа ништо од тоа, ни од 2009-та, ни да не ги редам годините, ништо не беше како што посакувавме во 91-та година и затоа, ако ги погледнете последните анкети и изјаснувањето на македонските граѓани, ние веќе изразуваме голема доза на евроскептицизам. Бидејќи се соочуваме со лицемерие, непринципиелност и непочитување на достоинството и на државата и на народот. Друго, би сакала да ми, мислам, господјата требала да има во предвид дека 2020 година, кога се случува вонредните парламентарни избори, бидејќи сите ја видовме сликата со прстот и авионот, ви текнува, дека дали со Европскава Унија барабар да се дружиме и да бидеме дел од тоа, никој во програмите и од опозицијата и од позицијата не наговести дека ние ќе треба да менуваме повторно устав и тоа да ги вклучиме бугарите во уставот. Па тие те негираат, те асимилираат и ти чисто техничко прашање ќе кажеш. Така зборува нашиот господин што ја врши функцијата председател. Така да мислам дека господјата, ако си седи на тоа уво, дека само пратениците треба да ја завршат таа работа, мислам дека тоа не го објавила на изборите, нели? Така да тоа прашање треба да го решат македонските граѓани, особено македонскиот народ, бидејќи
бугарската политика е насочена кон негирање на македонството, не на албанството или на турските граѓани или на влашките. Токму така. Така да мислам дека господјата може би си има определена партиско-политичка задача, да не речам тресе глупости по медиумите, меѓутоа треба да бидете сериозен кога давате изјава, бидејќи без разлика од која партија потекнувате, вие утре повторно ќе се најдете пред избирачкиот список и луѓето треба да гласаат. Како гледате на некои аналитичари, па дури интелектуалци блиски до власта, дека уставните измени биле поврзани со преговарачката рамка, а не со договорот со Бугарија и дека тоа било услов на Европската унија, а не бугарски ултиматум? Како гледате и на тезата дека нема причина да бидеме загрижени тоа што покрај другите 5 народи да ги ставиме и бугарите во преамбулата? Зошто намерно пропуштаат да признаат дека другите 5 народи кои се планира да се стават во уставот не ни го негираат нашиот идентитет, туку само Бугарија не негира се што е македонско? Видите, јас сум сведок на она што се случуваше лани. Имаше и бројни написи околу предлогот кој што стигна како француски предлог, а фактички се што сакаше Бугарија беше напишано и сервирано македонската страна да го фати. Сведоци сме на она историско не и на премиерот, да речам, устоличен, и на председателот, а фактички за кратко време се откажа и го кажа и историското да. Јас само сакам да потсетам дека билатералниот протокол кој што веќе е во опција ги содржи, историските и другите прашања. И дека не се поврзани со преговарачката рамка, тоа е тешка лага. Тие апологети што нам ни се обраќаат, мислам дека треба да сватат дека имаме определена интелигенција и разум да прочитаме определени документи и да ги разбереме. Особено што во овие документи и билатералниот протокол и преговарачката рамка се поврзани со членот 12 од договорот. И дали ние ќе сакаме да напредуваме, ќе зависи од Бугарија, бидејќи преку тој член ние не ќе можеме да одиме понатаму. Односно, Бугарија се погрижи историјата да биде исто толку важна колку и владењето на правото ако сакаме да мрднеме напред. Особено се актуелни едни 2 члена во тие документи, особено тој членот 47 и 48, за да не бидам јас во моментов правник, можам само да кажам дека се работи за голема, смислена мистификација. Можеме само да дискутираме кои се мотивите на тие луѓе, на тие апологети, ова да го прават и да ја ништат целокупната македонска историја, идентитет, целокупното македонско постоење. Ако тие луѓе мислат дека ние како обезличени, како некоја територијална варијабла ќе бидеме среќни и ќе имаме поголеми пензии, плати, не знам што, бесплатно здравство, не знам какви не мистификации, може би тие веруваат, ама ние не веруваме. И сметам дека еден политичар веќе не смее да си дозволи такво однесување, да го смета својот народ за малоумен. И друго, не сакам да ми се обраќаат луѓе кои немаат морален кредибилитет. Јас сериозно се згрозувам од луѓето кои немаат морал, етика и достоинство, а се во политичкиот естаблишмент, имаат власт и моќ.
Се згрозувам од Груби, кој што нема морал, од Маричич, кој нема никаков морал, човечки, па после политички. Од Ковачевски да не зборувам, или Пендаровски. Сметам дека тие може да се обраќаат на луѓе кои што немаат морал. Но на нас, другите луѓе, мнозинството македонци, кои што држиме до моралното однесување, до интегритетот и патриотските и татковинските должности, не смеат да ни се обраќаат, немаат образ. Така. Кога го спомнавме Маричи, како ќе ја прокоментирате последната негова изјава дека ќе се разговора поединечно со секој пратеник од опозицијата оделно? Зошто оделно? До колкава сума се спремни да понудат на 8 пратеници кои им фалат за да стигнат до фамозната бројка од 80 пратеници потребни за изгласувањето на уставните измени, и до каде се спремни да одат со тие балкански методи кои ги направија и за промената на името? Очекувате ли повторно да има балкански методи? Па да, тие се во оптек. Так. Зар не сме сведоци на недолично однесување на амбасадори, прво кои што се во државава, кои што излегуваат од амбасадорскиот мандат, нели, од својата дипломатска дејност, се однесуваат како гувернатори на македонската држава, да не кажам и оние што доаѓаат од надвор, па било од преку океанот, било од континентот. Меѓутоа Маричич е лика и прилика на се она што е во македонскиот амбиент. Човек без морал ви се обраќа. Каков морал има тој? Нека си ги погледна скандалите кои што седеа зад него. Па се ќе седнал поединечно да зборува. И друго, Уставот ви забележува дека ако прво правите обид некога да оценува, тоа е кривично дело. А ако некој вас ви прави таква работа, притисок, закамуфлиран по пат на разговор, ви сте должни истото тоа да го пријавите. Ако тоа не го пријавите, значи и двајцата сте виновни. Честници. Така да не можам јас да мислам дека овој господин од невладиниот сектор, кој што се проби до високите министерски врвови, да не спомнувам во Дебармало што му се случуваше и како го пишуваа медиумите, да не спомнувам за гурманскиот содржински момент кој што исто така во медиумите пишуваат, да не зборувам дека во надворешната политика, особено во европскиот комуникацијски медиум, на све мисли, само не на македонските. И особено што партиските и политичките определби ги прави државни. Знаете зошто ми е забрането јас да учествувам на една национална телевизија? Најстарата македонска национална телевизија. Не знаеме, кажете. Затоа што со професорот Михајло Миновски на 2 август 2018 година најосновната поента ни беше оделување на државата од партијата. Дека државата мора да се развива надвор од партиските настојувања, политики и интриги. Тоа не им се допадна на тие што беа на власт. Истите се на власт. Тоа е најопасното нешто што ние смеевме да го кажеме. Оделување на државата од партиите. Партискиот живот е друг. Државните интереси се други. Кога господинот Маричич тоа ќе го научи, бидејќи учел право, колку што знам, и има големи амбиции да го предава меѓународното право, треба да научи дека овие две работи треба да бидат оделени. Државата и партијата. Така. А овдека имаме 100% навлегување на партијата во државните и атрибути и ингеренции.
Така. Како гледате на изјавите, не е една, него има многу, на ова ненародна влада, особено последната изјава на неизбраниот премиер Ковачевски, во која изјава вели дека со сигурност уставните измени ќе се случат и тоа со 118 пратеници. При тоа потенцирајќи дека само двајца пратеници нема да гласат, но не спомнувајќи за кои, со што очигледно алудира на левица. Ви наликуваат ли ваквите изјави на народната гладна кокошка Прососонова? Дали ваквата изјава на Ковачевски сушност потврдува, односно оди во насока дека левица е испостава на СДСМ, преку која испостава се обидува да откинат што поголем број од гласовите на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, или пак има некоја друга поголема позадина? Па да почнем од крајот, јас навистина не сум запознаен на што се случува зад кулисите. Навистина не знам. Моите информации доаѓаат она што ќе го објават медиумите. Не сум вклучена во некакви топ секрет муабети. Така да тоа последното не можем да го коментирам, меѓутоа ќе се обидам да анализирам од она што го имам како информација по пат на медиумите. Мислам, изјавата на господинот мене повеќе ми личи на еден поранешен пратеник, знаете, кој што кажуваше 102,5%. Ние имавме таков пратеник. Да. Има некој може би со една нога. Да. Оно што беше или со пола памет. Да, оно што беше Кока-кола и Бог да го прости, ете, ни остави работи на кои што ете се сеќаваме. Покојниот Бајрам. Бајрам, така. Значи, ова со 118 мене на тоа ми личи. Знаете, кога малите деца, знаете, кога не им поминува некоја работа, па толку многу се силат и се и наетат, што од една работа одмува ќе направат слон. Јас така го доживувам како инфантилен човек, неснајден во политиката. Вие да сте премиер и некој што работел и изработил кривичен закон и да го именувате за Дарт Ведер, мислам, тоа зборува само за неговиот капацитет кој што воопшто го нема. Иако дури се појави исто така една вест која што не многу медиуми ја пуштија во оптек, дека овој насаден премиер во своето минато заедно со еден актуелен извршен директор на една телекомуникацијска компанија се можеби вмешани во ликвидирањето на новинарот Николче Младенов. Така да мислам дека овој човек кој што случајно се нашол во политиката, а плива во економските води, колку бил успешен тоа не знам, треба да му го видиме приватното богатство, а со оглед дека неговата сопруга љуби да го изненадува со соларни можности и заработки, можеби е богат. Така да, јас на овој човек можам само да му ги проследам изјавите и да се чудам до кога ќе му држат. Изминативе години сите пораки, односно препораки кои ги добива Македонија како однадвор, така и внатре, се оние за борбата против корупцијата и организираниот криминал. Наспроти оваа ненародна власт, наместо сериозно да се зафати со реформи во судството и правосудството, пред 10 дена со европско знаменце по брза постапка направи промена во кривичниот законник. Како гледате на ова и дали верувате во гласините кои доаѓаат од кујните на ДУИ, СДСМ и нивните ботови, дека измените се направени во некаков договор со ВМРО ДПМН, кои гласини ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија ги демантираа и повикаа да се стави точката за измена на уставот на гласање, за да се покаже дали таквите гласини се точни или не се точни?
Првата асоциација на ова што го прочитавте, Бети, ми е дека ова е можност за еден политички пазар и обиди да се создаде поголем простор за влијание во партиско-политичкиот простор. Многу е симптоматично и времето, но и начинот како ова е изведено. Постојат во медиумскиот простор, како што можам да прочитам, дека се работи за некоја соработка и меѓу опозицијата и позицијата. Може би да, може би не сум запозната во позадинските нешта. Меѓутоа факт е дека опозицијата обезбеди кворум на таа седница кога се изгласа овој закон. Меѓутоа мислам дека како и да е, ако е изгласан со 46 гласа, сметам дека ова значи деградирање на правниот систем. Во моменти кога ние добиваме сериозни забелешки од страна на меѓународните представници, особено представниците на Европската Унија, ќе го земам за пример холандскиот амбасадор. Значи, тој во еден период нас ни викаше да го затнеме носот и да голтнеме и така да поминат нели уставните измени. Меѓутоа сега не може тој својот нос да го затне пред корупцијските скандали кои што се случуваат во Македонија. И самиот истакна дека и да го смениме она што се бара од нас уставот, значи ќе имаме сериозни препреки заради коруптивното однесување, коруптивната психологија, коруптивното сваќање на државните и економските работи во оваа држава. Тука има и голема и недоследност во овој закон, голема непринципиелност, меѓутоа, мислам дека ако сакаме ние да се справиме со криминалното поведение, а тука и со корупцијата, треба да постојат многу построги законски решенија и друго, конкретно на овој закон, сакам да кажам дека прво требаше да се изработи закон за потекла на имот. Затоа што во овој закон актуелната политичка гарнитура, прво таа, а после и оние другите, сакаат да се спасат за нешта кои што се во доменот на потекло на имот. Така да мислам дека дури вчера слушнав една непријатна реплика кога беше прашан професорот Калајџиев па зошто е вака изработен законот, мислам дека даде така една многу слободна изјава, па подобро ваков закон одошто војна. Што ли тоа треба да значи? Треба допрва да откриеме. Господе Котлер, вчера во сила стапи новата олабавена казнена политика, но не за граѓаните, туку за функционерите. Вие знаеме дека не сте правник, но секак сакаме да го слушнеме вашиот личен став, но и политичкиот став на Глас за Македонија. Како гледате на изгласувањето на измените на кривичниот законник, особено со поставување на европско знаменце? Дали се направи упат во правниот поредок и која е поврзаноста на тивката амнестија на криминалот со европските вредности? Па и што дали да ви кажам? Има поврзаност? Да. Еве ме прашавте за Глас за Македонија. Значи ние како партија бараме итна оставка од оваа лицемерна влада, која едно зборува, друго прави. Мислам тоа е вообичаено. Понатаму последните измени на кривичниот законник каде се декриминализираат тешки коруптивни кривични дела и каде што се прави обид за лична амнестија од идното и неименувано кривично гонење, и тоа да не заборавиме, сето тоа е под европско знаменце, создава терен за подкуп на пратеници и доведување до распад на кревката правна држава, како што ви спомнав. Тоа секако оди спроти државните норми, но и институциите.
и воедно самиот народ, односно ние граѓаните, сме деградирани и понижени пред целокупната светска јавност. Знаете, во држава каде што неказнено поминува корупцијата и криминалот, како што ви спомнав, мислам дека ние не можеме да очекуваме некој напредок. Така. Мислам дека ќе имаме ретрограден процес. Токму така. Не гледам ништо позитивно во оваа насока. Искрено да ви кажам, независно од заднинските игри. Значи, се оградувам од она што представува топ секрет меѓу партиите. Така. До денес Брисел се нема конкретно изјаснато за носењето на овие измени во кривичниот законник и тоа по скратена постапка, користејќи го европското знаменце. Освен во една до две реченици дека се изненадени и со загриженост гледаат на измените на кривичниот законник. Правдајќи се дека се уште ги анализираат законските измени, но и процедурата со кој се носеа. Зошто излегуваат со ваков мек став и дали нивната сегашна загриженост ве потсеќа на загриженоста кога се менуваше историското име на Македонија после препорачаните балкански методи од Јоханес Хан? Па знаете, мене се во ова ме потсетува на една народна поговорка: сложни браќа и во петок мрсат. Значи, да не заборавиме, сега сериозно да направиме анализа, да не заборавиме дека оваа политичка па и партиска номенклатура е аминувана од таа меѓународна заедница која што ја представува господинот Гир во Скопје и која што допрва ќе ги чита и ќе ги анализира нештата. Ќе ве молам, па кога сакаат тие нешто да спроведат, знаете колку знаат да бидат директни, конкретни и сурови и облигаторни. Мислам, преска спомнав дека нашите политичари треба да внимаваат на народната интелигенција и интелектуалност на луѓето, ама треба и овие од надвор да внимаваат на нашата интелигенција и нашата интелектуалност. Мислам дека оваа владеачка гарнитура оде рака под рака со представниците на меѓународната политика, односно европската, каде што пред се дозволува корупција, уцени, закани, заплашувања, за да се постигнат некои работи кои што не се општо народни или не се во корист на самата држава. Туку се на еден мал круг, политички, партиски. Не знаејќи дека овие што ги спомнав, партиско-политичкиве, дека овие во Европа, па и во Америка, се многу поискусни во водењето на политика и се многу поголеми мангупи. И на крајот, мислам дека мангупиве ќе се спасат, ама овие нашиве дали ќе успеат да се снајдат во иднината, тоа е големо прашање. Мене исто така многу ме плаши една друга работа. Што ова врхушка, која што е сега на власт и која што си донесе закон кој што ќе биде милостив кон нивните криминални дејанија, имаат многу пари ограбено, огромни финансиски средства. Дури има луѓе кои што коментираат во држава, ние сме биле премногу богати, штом толку многу се крадело и се уште се краде. Да не го спомнувам оној коруптивниот момент околу Бехтел и Енка, огромни суми на пари, огромни работи кои што се случуваат во позадината и се плашам дека добар дел од тие пари
така упатуваат нештата, ако ги читате по медиумите, дека добар дел од тие финансиски средства ќе завршат точно во партиските раце на оние кои што не владеат, СДС и ДУИ. И дека многу лесно ќе победат на изборите. Господја Котлар, премиерот неизбран Ковачевски не изненади сношти со една изјава која вели дека измениве ги направил ради обединување на општеството, иако тој до вчера не убедуваше дека и убедуваше целата македонска јавност дека измените во кривичниот законник биле во согласно со европските директиви и дека сите процеси се комуницирани со Европската Унија. Иако гледаме дека од Европската Унија наводно биле загрижени за ваквата злоупотреба на европското знаменце. Му верувате ли на Ковачевски и на неговата влада дека биле во комуникација со Европската Унија? Кој овде лаже, а кој ја кажува вистината? Има ли политичка игра помеѓу Брисел и владата на неизбраниот премиер Ковачевски? Па сега да бидеме искрени, вие спомнавте дека не е избран. Јас ќе ви кажам дека тој е случаен човек во политиката, но намерно поставен. Тој не е избран од мене и од другите луѓе кои што одат на избори. Тој е поставен од тие, од европските мангупи во политиката. Ме прашувате за дали да му верувам. Па искрено да ви кажувам, па не знам на кој прво ќе му поверувам, дури на мало дете кој што невино ќе смисли и троштина и шега, побрзо би му поверувала отколку на овој човек. Може би нему само неговата сопруга му верува, па затоа сака и да го изненади, добивајќи на седница на влада која што ја заседава груби можности да си отвори фирма за производство на соларна енергија. И јас сакам да го изненадам мојот сопруг, ама не може. Па сега. Како му е убаво рековте вие поговорката, родиме мајко со среќа и фрлиме на буниште. Да. Така што не станува збор дали да му веруваме, па во самата негова партија нема верба и обединување. Во самата СДС владеачка се појавени повеќе фракции и нема обединување. Кого тој ќе го обедини? Навистина се прашувам. Само се обединуваат овие што крадат, лажат и мамат. Може би на тоа мисли. Може би во таа насока се обединети. Тука кај што треба да исчезнат особено големи суми на државни пари, таму се обединети. Така. Дали овие измени кои владата ги направи во кривичниот законник е еден од оние најавувани инструменти на владата? Верувам се сеќавате на изјавите на Ковачевски, Маричик, но и на Османи, кога велеа дека ќе ги искористиле сите инструменти за да ги убедат пратениците од опозицијата за да дојдат до тоа посакувано двотретинско мнозинство, за да ги гласаат уставните измени со цел да се стават бугарите во преамбулата на македонскиот устав. Мислам дека тие тројца мускетари многу одамна го добија одговорот од сите нас, граѓаните, а особено македонците во државата. И тие упорно, некако незаинтересирано, дури и игнорантски се однесуваат на она што представува гласот на народот. Дали тие имаат нешто обезбедено како ветување од некој друг фактор, јас тоа не знам. Меѓутоа, пак ќе ви кажам, овие тројца, кои што мене ми делуваат како гуски во магла, не можат да си го дозволат веќе тој луксус и да му се обраќаат на народот дека ќе донесат напредок. Само да ви спомнам, дека секој ден во градов се протестира или во другите градови се реагира. Дали пензионери, дали администрација, дали синдикати,
дали здравствени работници и низа на луѓе незадоволни во овој простор. Така што мислам дека маневарскиот простор на Османи, Маричич и на Ковачевски е многу стеснет и затоа мене ме загрижува она што го кажува Пендаровски, дека ќе има немири. Знаете, Черчил своевремено има кажано: ако сакате да не ве гонат за проневера на пари или да не ве прашаат каде се парите, направете војна. Мене тоа така ми доаѓа. Да, Боже. Како гледате на она што власта на трибините кои ги организира под мотото "Ние сме за Европа", промовира некакви европски вредности и придобивки, а од друга страна носи закони или измени на кривичниот законник по скратена постапка и тоа со злоупотреба на европското знаменце, и како гледате на тоа што Врховниот суд, но и од ДКСК велат дека во предлогот за промена на кривичниот законник кој од страна на владата бил испратен до нив за да дадат нивно мислење, ги немало овие закони кои се изгласани по скратена постапка со злоупотреба на европското знаменце? Мислам дека со право антикорупцијска реагира. Дури мислам дека се случи да соодветниве институции кои што требаше да го поминат законот, не го добија во неговата вистинска обширна форма, туку нешто им се скрати, не им се даде на увид. Кога некој со предумисла настапува дека сака нешто да скрие, нормално вие дека ќе се сомневате дека станува збор за несоодветно, неморално, неправедно, нечесно деяние. Така да, мислам дека тука станува збор за сериозна политичка работа, голема потреба да се заштитат. Меѓутоа, знаете што? Еве се размислувам деновиве, па и да бидат намалени тие казни, тие што. Меѓутоа, идните политички и правни наследници треба толку и да им го загорчат животот на тие што ќе бидат осудени, да дури и таа една година, ако треба да ја одлежат во затвор, да им изгледа како 10. Знаете, народот кога е очаен, народот кога нема други механизми, кога институциите веќе го изневеруваат, веќе пребегнува кон некои метафизички работи, па и до посакување на клетви. Така. Тоа е актуелно во народниот дискурс сега. Така што мислам дека и една година да добијат, оние што ќе бидат суди и кои што ќе спроведуваат пак извршна власт, треба да им обезбедат толку да им биде тешко и загорчено да бидат пишман што помислиле да прават криминални дејанија. Пишман што се родиле да бидат. Па искрено да ви кажам, прво да ги вратат парите, а потоа да се борат за нивниот личен живот. Така. Кога сме кај Затоа што овие пари се народни, земени се по разни трансакции, по тендери во 4 очи. Каде е таа Европска Унија која што е толку принципиелна, пред нејзини очи сето тоа се случува. 6 години ни се случуваат. Па она предходното било режим. Ако тоа беше режим, навистина беше неподносливо и имаше свој мани, ова е режим на квадрат. Так. Бидејќи не можете вие да изнесете мислење различно од власта. Веднаш ве прогласуваат за недоветен, малоумен, необразован, ретрограден. Еве, например, Маричич ги именува луѓето кои што даваат отпор на уставните измери, ги третира како луѓе кои што се против Европа. А јас Европа ја имам научено многу повеќе од него, уште тој кога во зародиш на младоста бил. Меѓутоа, за да ја спомне таа Европа, треба да знае вистински како се работи во таа Европа.
Нарочно реков работи. Во Европа прво се работи, а потоа се прават другите нешта. Помина 2 недели од обелоденувањето за случајот со онкологија. Пациентите и засегнатите излегоа на протести и побараа одговорност од сите инволвирани во овој невиден грозоморен скандал. Како гледате на овој скандал и како гледате на досегашниот процес од денот на обелоденувањето до денес и какви се вашите очекувања? Каква завршница гледате? Ке се потврди ли климата на неказливоста или сепак очекувате да проработи правдата? Не очекувам да проработи правдата. Имам легитимно и морално право ова да го кажам. Бидејќи во моето семејство тројца беа заболени од малигна болест. 2001 мојот помлад сит беше болен од леукемија. И за среќа во тоа време моите родители беа живи и помогнаа неговото лечење да биде во Германија. 10 месеци. Кога се вратив со него, една така самоуверена медицинска сестра ме праша колку сме платиле и кажа колку сме платиле. И така горделиво ми се опна и ми рече, па и ние ќе го лечевме за тие пари. Меѓутоа, за тие пари тие можеби ќе го лече, ама дали ќе беше жив не знам. Ќе биде излечен, да. Затоа што во времето кога требаше мојот син да се лечи, 2001 година, ми рекоа мајка, оставете го детето во одделот и вие да си одите. Значи, јас да си одам и да го оставам моето тешко болно дете, без да ми дозволат, како родител да го придружувам, тоа не може да се замисли. Друго, ми рекоја, ова е списокот на лекови кои што треба да ги купите, а ние овдека ги немаме. Значи, јас требаше да ги купувам од соседните земји. Кога се размисливме, испадна дека сето тоа во финансии ќе изнесува колку што изнесуваше лечењето во Германија. Во Германија ви дозволуваат како родител да бидете вклучени во самиот процес на лекувањето на детето. Бевме згрижени во родителска куќа и постојано бевме 10 месеци, точно знаевме што треба да се прави. Искуството мое од таму е дека германците немаат две глави за да бидат попаметни од нас, туку се многу дисциплинирани, организирани и посветени во градењето на системот. Основната дијагноза кај нас е дека ние немаме соодветен здравствен систем. Барем да го задржевме југословенскиот. Бидејќи Словенија малку го напреди и отиде многу чекори напред пред нас. Но бидејќи за нас државните институции се можност за лесна заработувачка и зимани, без разлика дали потекнуваат од медицинската здравствената сфера или од некоја друга сфера. Мојата сестра успеа во овој систем некако, тогаш имаше одлични доктори, Бог да го прости доктор Крцковски, ја спаси сестра ми. Меѓутоа, кога дојде редот за мојата мајка, не успеавме да ја спасиме, бидејќи во државната клиника главниот онколог сакаше да ми напише љубовно писмо мене, наместо писмо кој што треба да го напише за пациентот. Од таму се префрливме во приватното здравство. И сакам да ви кажам дека не само во државното здравство, туку треба сериозно да се посвети внимание и на приватното здравство. Така што мојата мајка, која што спаси 2 животи, не успе да си го спаси својот живот. Оставивме многу пари, а мојата мајка не е жива. Така што случајот со онкологија е само последица на лош здравствен систем, неорганизиран, но затоа структурно посветен на можностите за крадење од таа сфера. И друго, мислам, еве денови ве читам,
дека настана ова кампања околу онкологија за да се зацкрие лесното предавање на градењето на хидроцентралата Чебрен и Галиште на грчки градежен конзорциум, кој што фактички добива нешто што чини 1 милиарда долари и наместо ние да добиваме струја од Македонија, односно владата требала да вложи околу 100 милиони долари, сега грците ќе ја произведуваат таа струја во Македонија, ама ние таа струја ќе купуваме на берзата. Ама тоа помина многу незабележително. Сето прикриено под формата на настанот за онкологија. Така што сметам и за воиднина, за било кој што ќе биде власт, особено во здравствената сфера, додека не изгради соодветен систем и структура, како треба тоа да се одвива во здравствената сфера, ние нема да имаме ниту систем, ниту луѓе, а ете, го слушнавте мислењето на човек кој што бил паталец, а не гаталец. Господје Котлар, пред да преминем на следното прашање, дозволите да се малку извиниме што може и преку прашањата во потикнавме да ве навратиме на болките кои што сте ги поминале. Господ да ги чува здравите, а на починатите нека Господ ги чува. Јас сум среќна што барем од тројцата ги имам двајцата живи. Так. Помина 8 дена од одбележувањето на 32 годишнината од независноста на современата македонска држава, Република Македонија. Како вие го видовте владиното одбележување на независноста и дали можете да посочите барем нешто кое говори за нашата независност во последниве 6 години? Можете ли некаде да ја пронајдете независноста, било тоа да е во политиката, економијата, културата, во решната или во внатрешната политика, особено во последниве 7 години, од кога е ова ненародна власт? Ви наликуваат ли нивните постапки на македонското оро 3 напред, 3 во место и 3 назад? Знаете, Јона, убаво би било кога би правиле 3 напред. Ја мислам дека се 3 во место, 3 назад. За жал, мислам дека особено од кога ни се промени името на нелегитимен и на нелегален начин, ние немаме веќе независност, ние сме, има некои луѓе ми забележуваат зашто зборувам за територијална варијабла, мислам дека Македонија е веќе територија или определен протекторат на некои си гувернатори. Желбата 91 година ни беше независна и просперитетна македонска држава, во која што ќе имаше соодветен економски, политички и општествен напредок. Колку вредеше сето тоа? Едно да ви кажам, мислам дека првата влада, онаа што беше техничката на Клюсев, беше најсоодветна. И ги направи сите потребни постапки кои што фактички треба да ја усмерат независноста на Македонија. Од падот на таа влада до ден денес, нека ми простат политичарите, немаме македонска независност. Ние се бориме за македонска независност, а последните 6 години и не се борат политичарите за македонска независност. Туку гледаат да го засилат протекторатот. Така што, колку се несериозни властодржците во оваа држава, мислам дека уште еден неубав настан треба да го спомнам, а тоа е 8 септември пред 2 години. Така? Кога луѓето настрадаа во Тетовската болница.
и не се изнајдоа виновниците, туку остана кабелот и некои случајни луѓе. Денеска и тие луѓе вчера беа излезени со протестни пароли пред јавното обвинителство. Значи и тие протестираат, ете ги изумби да ги кажам. Да. Така што во држава во која немате социјална, здравствена, економска, културна, национална, политичка самобитност, немате независност. Особено што, ако се сетам како беа прославени 2 август, ден, национален ден на македонскиот народ, и 8 септември. Власта си правеше свое дружење, народов воопшто или не прославува, или се однесува траурно. Така да, ниту очекувам дека ќе се најдат или казнат виновниците за ваквата состојба, ниту пак очекувам, преска ме прашавте за онкологија, ниту таму очекувам дека ќе се најдат. Бидејќи такова е оваа политичка врхушка. И господинот на европската делегација е во недоумица колку да ги искара властодржците на оваа држава. Мислам дека се наоѓаме во многу незавитна положба. Пред 2 дена, министерката за добро владење Славица Грковска во врска со доделувањето на тендерот вреден 1.800.000 евра на фирмата Eurovia за реконструкција на спортската сала Борис Трајковски, изјави дека ќе го чекала прво наодот на Државната комисија за спречување на корупција. Како гледате на оваа нејзина изјава, но и на целиот случај со овој тендер кој е даден од МНР, каде што министерот Османи е кадар од ДУИ? Па добро, господјата е среќна што е министарка. Госпоđа министарка, да беше Нушич жив и здрав, можда и за неја ќе направише драма. Ова го кажам во една саркастична намера, бидејќи господјата е само насловен министер, но не и функционален министер. И не само таа, добро владење, ќе ве молам, па вие пред да почнете да се занимавате со политика и политичко однесување, вие мора да имате веќе добро владење. Умре времето кога вие можете да се ослоните на она поговорка дека политиката е една неморална жена. Да. Умре тоа време. Во ова време, вас ви е поговорката, политиката треба да биде најморалното нешто што може да се одвива во еден политички свет. Такви се условите. Очајни се. Во очајни услови вие не можете да изигравате неморална господја, мадам. Во преседна... Да повелете. Така што, тоа сакав да кажам. Нејзиното движење низ политичкиот дискурс е само движење, бидејќи таа нема никаква можност било што да казнува. Но затоа некој што може да санкционира, тоа е прво да иследи Министерството за внатрешни работи, а потоа судските органи. Кај се тие? Во пресед на пописот на населението во Република Албанија, во дводневна посета на Албанија, беше или е се уште бугарската подпредседателка Илијана Јотова, заедно со бугарски универзитетски професори и академици, кои ја промовираа програмата на акцијата Бугари во Албанија, која пак програма предвидува отварање на неделно училиште на бугарски јазик во Елбасан, потоа промовирање на книгата на Спас Тошев «Бугарите во Албанија», а во селото Големо Острен и Голобардо неделно училиште на бугарски јазик. Што сака да докаже Јотова со оваа посета? Дали со оваа посета и промоција всушност се сквернави историската вистина дека на 4 март 1916 година токму бугарските војски за време на бугарската окупација на Големо Брдо
на Голо брдо ги заробиле Елес Кочи, Ќазим Дука од селото Големо Острени и после брутално мачење живи ги закопале во близина на реката во село Верница. Која е пораката која што ја испраќа Бугарија? Како ќе прокоментирате ова нејзина посета, господја Котлар? Вака. Прво тоа значи негација на се она што е македонско и обид за асимилација на македонското население во Албанија. Бугарија ова политика не ја има од сега. Не за ја научи една голема сила како да се однесува на Балканот. Тоа беше царска Русија со поддршка на Австриското царство, односно германската политика, бидејќи Австриското царство беше носител на германската политика, а после со обединувањето и создавањето на Германија 1870 година веќе носител на германизмот е германската држава. Значи, ова го има Германија од големите сили. На подарок. Подучена е, формирана е, образована е, бидејќи образованието го добиваше од руската граѓанска управа. Они има 9 месеци руска граѓанска управа кога се формира 1878 година. И има германски, односно, германски кнезови. Батенберг, а потоа Сакско-Бурготски. Да не заборавиме дека Сакско-Бурготски до ден денеска е еден од најбогатите луѓе, Симеон, кој што беше едно време и премиер на Бугарија, еден од најбогатите луѓе во Европа. Не само што е најбогатиот, туку ги има врските и комуникациите, дипломатски и политички, со оние што ја представуваат Европската Унија. Така што, бидејќи Бугарија одбра да биде тројанскиот конј на европската експанзионистичка политика, така и нејзи дозволија да имитува определени експанзионистички постапки. Ако нас не прогласува за македонски бугари, зашто да не ги прогласи и македонците во Албанија за такви, за бугари? И друго, 2017 година албанската држава призна бугарско малцинство. Така што прават нашите пријатели во Албанија? Се грижат за добрите соседи македонци? Па сега овдека некои општина со поголем број на албанско население ќе се отцепувале. На што личи тоа? Мислам дека Европската Унија е виновна за ова политичко однесување и на Бугарија, и на Албанија. Иако таму има и сериозно американско влијание. Меѓутоа, знаете, Европската Унија ништо не прави без дозвола на американската политика. Така да, нивните намери се буквално асимилирање. И тоа им е дозволено. Кога Европа не реагираше на националниот празник на Бугарија, 3. март, и не ја задолжи за друг начин на прославување на националниот датум, бидејќи ти си го смена, 8 септември им беше. Да. Тоа значи дека експанзионизмот на Бугарија е дозволен со европски амин. И да не се чудиме. Меѓутоа треба да се бориме. Знаете како велеше поетот Григор Прличев. Се давел еден човек во Охридското езеро и почнал да вика: "Аман Господе, поможи ми само да препливам." Прличев му рекол: "Мафтај со рацете, Господ така помага. Со рацете почни пливај." Така да ако сами не си помогнеме, ако сами не се избориме за она што представува македонско национално прашање и достоинство, никој нема тоа да го направи за нас. Така.
Францускиот обшественик, археолог, политичар и дипломат Виктор Берард, кој бил роден во 1864 година, а починал во 1931 година, својата слава ја стекнал со преводот на Хомеровата Одисеја на француски јазик. Во 1896 година тој престојувал во Отоманската империја. Меѓу книгите кои ги напишал за време на неговиот престој е и книгата со наслов Македонија, која ја напишал во 1900 година. Во неја Берард накусо ги опишал странските пропаганди во Македонија, кои се одвивале преку црквите на соседните држави и целеле кон припојување на Македонија кон Грција, Србија и Бугарија. Господја Котлар, ке сакате ли да ни кажете нешто околу таквите шеми на соседните држави, особено за делот каде тој говори за појавата на изворната македонска револуционерна организација која се борела за самостојно управување во Македонија преку создавање на своја влада и реформи, се подпирала на староседелците македонци. Фактички автохтоното население. Так. Во основа. Бидејќи автохтоното население се македонските селани. Так. Во османлиски рамки, македонските селани се 80% од населението во османлиската држава, односно вилаетите, бидејќи под сериозно руско влијание, а и на другите големи сили, султанот бил задолжен наместо Македонија да се спомнуваат имињата на вилаетите, Косовскиот или Скопскиот, теа по две имиња, Битолскиот и Солунскиот вилает, или да се спомнува формулацијата трите вилаети. Поредко и румелиските вилаети. Ако ова го знаеме, тогаш воопшто не е за чудење како се одвивале и пропагандните активности на соседните држави. Понатаму, такви пропагандни дејности не биле можни ако не постоело спонзорство од тогашните големи сили. Затоа што османлиската држава била феудална држава, која што признавала права на муслиманите, а веќе од 19 век од средината и на христијанското население, кое што дотогаш било познато под терминот Рум Милет, односно ромеите кои што биле затекнати и припаѓале на православната вероисповед. Фрагментирањето на тоа христијанско единство, најпрвин со Атинската, односно Грчката црква, па потоа со Бугарската екзархија, нешто подоцна со Српската и Романската. Фактички, веќе не постои едно религиозно единство кое што е признато во османлиската држава и точно големите сили се тие кои што на овој термин наместо религиозен му даваат прво политички и народно значење. Бидејќи самите грци во првиот устав велат дека Грк е секој оној православен христијанин кој што живее во грчката држава. Тоа е Грк. Так. Накратко да одговорам дека оно што го има кажано францускиот автор е последица на политиките на големите сили кои што имаа потреба Македонија да не постои во целина, туку да биде раздробена, како што се случи со решенијата на Букурешкиот мировен договор. Во далечната 1888 година, на 9 мај, охридјанецот Темко Попов, познат и како Темистокли Попов, испратил писмо до српскиот пропагандист во Врање со крушевско потекло Деспот Бановиќ, во кое писмо говори за посебноста на македонскиот народ. Во делот писмото пишувало:
да не се лажеме деспоте. Националниот дух во Македонија е дојден до таква состојба што и самиот Исус Христос да слезе од небото нема да може да го убеди македонецот дека е бугарин или србен, освен оние македонци меѓу кои бугарската пропаганда е веќе вкорената. А во писмото кое во 1891 година го испратил скопскиот митрополит Теодосеј Гологанов, киријах на Скопската епархија, до неговата светост папата во Ватикан, се наведува желбата да се обнови незаконски укинатата Охридска архиепископија, кое укинување се случило 120 години, поточно 129 години пред тој да го испрати тоа писмо до неговата светост папата во Ватикан, со кое писмо го побарал историското право на македонскиот православен народ да се ослободи од јурисдикцијата на тринските цркви, Бугарската екзархија и Цариградската патриаршија, за да се обедини во своја единствена православна црква и да ги добие сите белези на народ кој има право на самостоен духовен и културен просветен живот. Господја Котлар, каде не исчезна националниот македонски дух, не само на оние кои, како што пишувал Темко Попов во писмото, тој кои и на денешниве поддржувачи на оваа ненародна власт, но и на оние кои пропагираат дека Македонската православна црква всушност била бугарска, а истите го држат тронот на митрополити, но и на оние кои велат не ме интересира мене ништо и очекуваат некој друг да им ја заврши работата за подобро утре. И секако, од денешен аспект, како гледате на тоа писмо кое Гологанов го испрати до неговата светост? Да, вие ги спомнавте Темко Попов и Теодосиј Гологанов, меѓутоа тие се само една историска последица. Пред нив има други, исто така, кои што го започнуваат македонството. Намерно не користам термин македонизам, тоа е руска измислица во бугарска употреба. Македонството зачекорува, значи, кога почнуваат промените во Османлиската држава во однос на православното христијанско население, односно целокупното христијанско население, бидејќи ако Русија си обезбедила право да ги застапува православните христијани, Франција е таа која што си го обезбедила правото во Османлиската држава да ги застапува католиците, односно римокатолиците. Македонскиот преродбенски процес почнува многу порано отколку бугарскиот, тоа го признава и бугарскиот преродбеник Марин Дринов. Меѓутоа, за разлика од Бугарија, Грција, Романија, Србија, не постоеше таков меѓународен фактор кој би го спонзорирал и би го издигнал самобитниот македонски фактор. Само што зачекори на својата балканска, па и внатрешна македонска сцена, надворешниот фактор, а тој и одговараше на Османлиската држава, бидејќи нејзината политика беше раздели па владеј, се стимулираше дека во Македонија постои збирштина на народи, еве да ве потсетам на Михаил Род, кој што ни рече дека сме мултиетнички, не враќа, значи 150-200 години назад, дека нема македонци. Меѓутоа, македонци имало и има во моментов, а меѓу нив се и Темко Попов и Гологанов. Да кажам за слушателите дека се оно што го знаеме за Теодосиј Гологанов потекнува од писмото кој што лично го напишал бугарскиот екзарх Јосиф и сите обвинувања кон Теодосиј, и од тоа дознаваме дека Теодосиј бил на правата македонска страна во однос на осамостојувањето на епархиите, создавање на Охридска архиепископија. Во тоа време морало да се бара спонзор, затоа е упатен кон Ватикан и така натаму. Многу кратко траела неговата судбина на митрополит во Скопје, бидејќи толку бил опасен за екзархијата, што морале да го кренат од таму, да го уапсат и да го однесат во некој забит бугарски, за да не се слушне повеќе за него.
Темко Попов е човекот кој што навистина цврсто стои на македонски позиции, меѓутоа во османлиската држава, вие мора да се определите кон некој милет, тој се определил на крајот, не можејќи сам да делува, кон патриаршијата, односно српскиот дел на патриаршијата. Меѓутоа, во неговото писмо Кој е крив? Од 1889 година има една страшна мисла кај него, а пишува дека целото македонско општество се наоѓа во една духовна и интелектуална парализираност. Тоа е една страшна мисла која што упатува на сериозна вина кон бугарската екзархија, што му прави на македонскиот народ, но и истото тоа што го прави патриаршијата. Во училиштата не се учи македонскиот народен јазик, не се предава на народниот јазик, не се изучува македонската историја, литература, туку се учи она што е напишано во соседните држави, се носат учебници. Не ви е познато малку пред некој ден еден бугарски апологет, водач на некоја фондација ни понуди да ни дадат учебници. Да, учебници, да. Значи, не знам што да кажам, во оваа држава има таков министер забеган, кој што не знае која што му е правата должност, дека во оваа држава треба да обезбеди вистинско образование на мајчин јазик и исто така да има учебници, помагала и спремен кадар. А не вчера уште зборува популистички, сега ќе биде, после ќе биде. Да, до крајот на Оној кој што имаше спорна ситуација за избор во универзитетот кај оној Мерко, кој што е на црната листа на САД. Овие две историски личности, барем биле во османлиски прилики, имале тежок, несоодветен живот. А ние во македонски прилики, при македонска држава, немаме образование, немаме културна афирмација на македонскиот јазик, историја, култура, фолклор, културните институции ни се уништени, а фолклорот украден од бугарите. И зашто има ние да правиме понатаму муабет? Ајде уште нешто да спомнам, еден друг човек, Гоце Делчев, кој вели дека револуцијата само ќе успее кога ќе се случи таа во свеста на македонскиот човек. Ние сме дојдени во таква ситуација. Ако не ни се случи револуција во нашата свест, во нашето однесување, во нашите постапки, верувајте, ќе имаме пак 500 годишен сон. Трулеш. Жалосно. Так. Господја Котлер, задоволство причинивте и овој пат со вашето учество во емисијава. Верувам нашите слушатели со внимание не слушаа. Секако ви благодариме и ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и довидување во некоја наредна емисија овде на Македонски корен. Јас ви благодарам на можноста да разговараме и сепак сакам да кажам дека ова моја песимистичка верзија на денешната емисија е од потребата да имаме успех во иднина. Свеста Тому така, македонскиот народ. Так. Во прав момент будење. Остануваме во контакт, господја Котлер. Поздрав, имајте си убав викенд. Се слушаме и гледаме повторно. Се најубаво. Секој е добро, поздрав.